Здраво, здраво на сите, време за последната емисија на Се кладиме заедно со мене, со Зора Мишевски, Евротип спортски облажувалници, и за последен пат оваа година, до нова година, се наоѓа ова илка назад. Атмосферата во Евротип спортската облажувалница веќе врие, имаме присутни. Значи, драги пријатели, морам да напоменам на почеток дека се наоѓаме при крајот на двете наши наградни игри кои ги имаме, тоа се 11 евро шанси за 100.000 денари и типуве во живо, навије во живо. До сега двете рунди помина во екот, при крајот се наоѓаме на третата рунда на наградната игра типуве во живо, навије во живо, и веќе четворица ќе одат за Виена. Првата добивка и по првата рунда беше во Зрновци. Поздрав до Зрновци, поздрав до нашиот пријател кој ќе патува за Виена, ќе гледа нашите ракометари таму. Вториот е од Битола, а во моментот највисок коефициент при крајот на последната трета рунда исто така се наоѓа во Битола. Па сега да видиме кај Дрвен пазар. Според информацијата на интернет пише кај Дрвен пазар. До детал, значи имаме до детал информација. Да, информации, така да имате уште неколку дена до крајот на наградната игра. Направете добар тикет, типувајте во живо, навивајте во живо, биете присутни во спорт кафињата на Евротип спортски облажувалници, дружете се, забавувајте се, доаѓа нова година, прекрасни празници и така натаму. Билтенот веќе при крај, малку е тенок пред нова година, играат англичаните, значи уште турци, шкотланѓани и италијанци втора лига. До фудбал, да. Меѓутоа имаме други игри, имаме други спортови. НБА понудата за време на Божикните и новогодишните празници е ексклузивна. Значи, како сум се заиграл со НБА, последно заради тоа што постојат варијанти на играње на играчи, на многу интересно. Индивидуалното типување е многу интересно. Значи, кој кошаркар колку поени ќе постигне, колку скокови, тоа е хит во овој момент и препорачливо е да се игра во оние кои што се до детали надпревари. НБА лига има секоја ноќ, така да на интернет баш кај имаш сите информации што може да си постојат и да си правиш еден куп варијанти. Да. Значи покрај фудбал и кошарка имаме зимските спортови исто така се многу актуелни, значи на преминатот стара во нова година вообичаено е новогодишната турнеја 4 скокалници во ски скокови, и тоа е интересно, и тука типувањата се специфични. Така. Можни си изненадување. Како гледаш ти вака сега при крајот на оваа 2019 година? Па, годината беше малку транзициона година во светскиот спорт, што се насува до македонскиот спорт. Сигурно ќе паметиме по неколку подвизи на наши спортисти. Например, Вардар стана европски првак во ракомет оваа година. Нашите одбојкари за прв пат играа на едно европско првенство. Фудбалерите добро се представија во Лигата на нации и очекуваме дека оваа година ќе биде загревање за она што не очекува 2020. Парните години се спортски богати години. 2020 е година на Олимписките игри во Токио, година на Европското фудбалско првенство низ цел континент. Да се надеваме дека ќе имаме репрезенти на двете надпреварувања. Олимпијадата е релативно тежок филтер за нас, значи тешко е ние да очекуваме дека можеме да имаме 3-4 репрезентации на Олимпијада. Меѓутоа, ракометарите се уште во игра за Олимпијада, индивидуални спортисти, боксери, каратисти, пливачи, исто така имаат своји шанси, но сонот е фудбалската репрезентација да се класира на Европско првенство. Се наоѓаме на 2 чекори до сензација, до пласма на Европско првенство. Мислам дека се радуваме, дека имаме историска шанса. Супер. Па ајде да го направиме нашиот тикет. Ајде, велат дека англичаните се помалку луди што играат 4 надпревари во 10 дена, што кога сите се одмараат, кога на социјалните мрежи. Зато е Англија. Останатите професионалци си праќаат фотки од екзотични плажи, од одмор со семејствата. Тие буквално немаат Божик, немаат нова година, но тоа е традиција. Знаете англичаните колку се држат од традицијата. 50-60 години ништо не менуваат, значи и денот и сатницата буквално се исто. Така да не е чудо што има боксинг деј на 26-ти, што имаат овој викенд ново коло, што ќе имаат ново коло и на 1 јануари, а на 5 јануари ќе имаат куп. Така. Тоа е повеќе патување и играње од колку тренирање, така да не е лесно и тоа. Така. Ајде да видиме Ајде да видиме. Што издвоиме? Имаме издвоено 1, 2, 3, 4, 5 утакмици. Првата утакмица речи Celtic Rangers. Celtic Rangers не е обичен надпревар. Тоа е Old Firm Derby, значи еден од најтрадиционалните дуели во светот воопшто. Шкотланјаните ги немаме игра. Да, шкотланјаните ретко ги типуваме, но има и причина за тоа, бидејќи првенството му е помалку едносмерно, кога Celtic и Rangers играат со помалите тимови, тоа е известен тип
но кога играат меѓу себе тоа е празник, тоа е спектакл. Значи никој не се мрази меѓу себе и никој не играл така често и ривалството не е никаде толку големо како ривалството меѓу Селтик и Ренџерс. Значи Селтик се први, Ренџерс се втори и тука, а сите Да. останати се многу далеко зад нив. тоа секогаш ќе биде така. Со тоа што Ренџерс пред неколку години испадна во втора лига и изостануваше, но сега се врати, го ангажира Стивен Жерар за менаџер, сега е многу блиску до Селтик и многу мина се прашуваат кога ќе се случи таа смена на врвот и кога Ренџерс ќе избие пред Селтик. Мислам дека Селтик е и натаму за Копие поквалитетна екипа, има 5 бода предност и домашен терен во меѓусебниот дуел, еден вид идеална меч топка да побегне и да ја освои титулата. Двете екипи пред непол месец играа финале на Лига Купот. Селтик тешко извојува победа, но сепак е се уште поквалитетен од Ренџерс. Инаку за оние за кои што не знаат, ривалството е во еден изград во Глазгов. Така. Едните се протестанти, другите се католици. Значи имат и по друг основа се По борат. секој основ тие се ривали и тешко можете да најдете таква пасија како што имаат шкотанганите. Значи неколку пати играа и со Македонија во иста група и навијачите на репрезентацијата гостуваа во нашата земја и тие по многу нешта се разликуваат од англичаните по стилот на навивање, по приврзаноста кон клубот и репрезентацијата, тие се попасионирани од англичаните кои што повеќе го имаат епитетот хулигани кога ќе излезат надвор од нивните граници. Играме Играме победа на Селтик. чист кеца. Чисткет, коефициентот е голем, ова е погодна можност, иако е дерби, сепак Да, супер 2,15, мисламе кај топ коефициент. топ коефициент. Ова се натпеваја Играме со чист голови, кец. ние типу, Да. ова се натпеваја кои што ретко завршуваат 0-0. Добро. Втора утакмица е Норвич Тотенхем. Норвич Тотенхем, значи Тотенхем е петти на табелата, Норвич е пред испаѓање 20. Тотенхем е евидентно поквалитетна екипа од Норвич. Ки игра без капитенот Сон кој што има црвен картон и го надмина шокот од поразот против Челси минатата недела. Тотенхем е голем фаворит и екипите на Мориньо некако знаат да играат против малите тимови. Се соочуваат со проблеми во дерби на преварите, но малите тимови ги победуваат. Прогнозирам победа на Тотенхем со голови, значи надпревар со Да. голови и победа на Тотенхем. Мислам дека Значи двојка и 3 плюс. двојка и 3 плюс Ајде, одлична ќе представиме комбинација ќе на падне, коефициенти, да, падне. а и ми се чини една реална опција. Норвич е екипа која што знаеше да изненади оваа сезона, но секогаш и прима и дава голови. Значи имаме супер коефициент, значи играме двојка и 3 плюс. Двојка и 3 плюс, најмногу заради Норвич кој што е екипа која што е отворена, која што и дава и прима и мислам дека и новој надпревар ќе биде така и ќе постигне и ќе прими гол. На друга утакмица Манчестер Сити и Шефилд Юнајтед. Тука изрази фаворит Манчестер Сити и ако типуваме на победа на Сити, ништо не сме откриле, тоа има коефициент и предвидлива победа на шампионот. Мислам дека тука опција е победа со многу голови. Така. Сити И е- оно што го гледало претходно, баја ги се постигнуваат голови, да речеме. Да, меѓусебните дуели, не? Да. Сити е екипа која што полека го враќа ритмот кој што го загуби по поразите во дерби мечевите против Ливерпул и против Манчестер Юнајтед. Мислам дека нема да дозволи уште сега трката за титулата да биде комплетно готова. И вака многу ми не се за готова, но познавајќи го Гвардиола кој што е перфекционист, мислам дека Сити пак ќе подигне формата, ќе биде пак многу моќен. Одиме на Кеци на победа и 4 плюс. 4 плюс, одличен тип, да. 4 плюс мислам дека Да. ќе имаме. Тука супер коефициент имаме. И одиме со турците, исто турците многу слабо ги играме. Турската лига е многу специфична лига, знаеш. И те како англичаните играат пред нова година. Турците да им понудиш Лига шампиони и да им понудиш да го освојат турското првенство, турската суперлига, убеден сум дека сите клубови ќе одберат да освојат турското првенство. Значи ривалитетот кој што таму постои помеѓу големите клубови Е изразен, да. и изразен и дури се зголемува во споредба со останатите национални првенства, каде што многу повеќе се палат, се мотивираат за Европа, за Лига шампиони, за големите надпреварувања, но во Турција има многу пари, дигиталната платформа Digiturk ги полни со пари и клубовите, тоа ривалство, пасијата расте кај луѓето, се забележува кога има дерби, дербито трае 2,5 сати, има инциденти, има немири, има тензија, нешто што Има шоу од сите размери, и мили Така и да, не били настани. Турската лига по тој основ е многу специфична лига. Еве ние избравме Ризе против Фенербахче. Фенер е многу поголем клуб, многу потрадиционален, многу поквалитетен. 1,77 коефициент, мислам Мислам дека Фенер ќе победи, иако во Да. Турција кога ќе види табелата многу киксови има од големите тимови цела сезона. Значи, Фенербахче е четврти,
Ризе 12. Да. Типувам победа на Фенербахче. Чиста двојка. Чиста двојка. Мислам дека ќе има голови, но победа на Фенер е реално спомената. Исто и јас мислам Бирмингем Лиц, втора лига. Ево одиме така. Чемпионшип дивизија. Лиц е една од екипите која што повеќе ја следиме заради традиционалниот култ кој што го има, беше порано шампиони, заради Езджан Алиевски, нашиот репрезентативец кој што игра во Лиц. Имаат фантастичен тренер Марсело Биелса, 2 години поред играат плейоф на чекор се до влегување во премиер лига, последното скалило го промашуваат. Сега играат против Бирмингем, навидум дерби меч, квалитетот 15 на табелата, али игра тоа влијание. Ја цело време ги пратам некако по табели, мислам дали ми е чисто пати си поставам прашање дали тоа им е мотивација да победат некој горе од врвот или едноставно се чувствуваат табелата во емотивирани. Чемпионшип лигата не мора секогаш да биде фактор, бидејќи во Англија втора лига се играат 44 кола како никаде до сега. И системата на надпреварување вели дека таму и осми да си, можеш да влезеш во премиер лига, бидејќи првиот и вториот директно влегуваат во премиер лига, а од трето до осмо место играат плейоф за едно место. Така. Значи, со овој систем на надпреварување, организаторот ги држи на готов сите екипи до крај. Значи, некој со финална серија од некој го победи на крајот, може од 13-то место да дојде до 8, па дури да влезе во премиер лига. Значи, не Така да имат мотивација да има победат. мотивација. Значи, ова што е Бирмингем 15, ти не мора да значи дека напролет пак ќе биде 15. Иако мислам дека е сепак многу поинфериорен од Лиц. Лиц и играчки, финансиски, во овој момент поквалитетна екипа. Имаат супер коефициент 1.70, Мислам дека Лиц ќе победи и дека ќе биде натовари за со голови, например, двојка и 3+. двојка и 3+. Ова беше нашиот тикет. Да, еве избравме по нешто од Англија, нешто од Шкотска, нешто од Турција, нешто од Чемпионшип дивизијата. Тоа е понудата за овој викенд. Нема да бидеме без фудбал, а ќе има изразити дерби на превари. Еве го спомнавме Celtic Rangers, а ќе се игра едно англиско дерби за кое што сега ќе типуваме конечен резултат во предизвикот. Така, нашиот предизвик Арсенал Челси. Минатата Точен резултат. имавме лондонско дерби исто, Тотенхем против Челси, не успеавме да го погодиме ниту смислата на преварот. Дури тоа беше изненадување за сите. Изненадување беше, реално беше изненадување. Иако по текот на надпреварот Челси доминантно победи, но се случија многу работи, се случи еден многу спорен пенал, не спорен, многу необичен пенал и се случи еден црвен картон на Сон кој што го кондиционира надпреварот. Сега Арсенал Челси е бил на две екипи во криза. Например, Арсенал има една победа на последните 10 надпревари. Челси има 4 порази на последните 5 надпревари. Арсенал има нов тренер. Така да се е можно. И јас мислам дека ова е надпревар за трознак и многу тешко е да се погоди конечен тип, а не си ја конечен пробаме резултат. слегата. Ајде да пробаме. Јас мислам дека нема да има победник 1-1. 1-1. Јас мислам 0-2 за Челси. Ајде Навикам да за Челси. Поучен од Тотенхем Челси минатата. Да. Типуваш исто. Ме понесува, некако ќе видим. Ајде 0-2 за Челси. Тоа беше нашиот предизвик, тоа беше нашиот предлог тикет. Среќна нова година, играјте во Евротип спортските облажувалници. Имате уште неколку дена до крајот на 11 евро шанси за 100.000 денари и типува во живо, навија во живо. Евротип спортски облажувалници ви посакуваат среќна нова година и останете во спорт кафињата на Евротип, ќе има уште многу изненадувања. Понатаму ќе имаме и доста организирани гледања, така да бидете тука во овие ладни денови, а се дружиме, а се забавуваме, да тикуваме и пред се да добиваме. Среќни празници, сега да ми едната Сега на ја повторка. Ајде.